И вечерва се дружите со мене, Јанаки Митровски. Ова е подкастот основано со мнение, нов започнат проект. Оваа емисија ќе ја посветиме на судењето за 27 април, едно од најскандалозните судења во Република Македонија со јасна политичка нота, односно каде што политиката стави рака. Тоа е сега веќе официјално обзнането. Разрешената обвинителка, поранешна шефица на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска отворено по подкасти и емисии, сега од кога ја разрешија, не кога требаше тоа да го каже, отворено говори дека поранешниот премиер Зоран Заев лобирал кај НЕЗ за ваква или онаква квалификација во зависност од неговите политички потреби, дали истата треба да биде потешка или полесна. Најспорниот дел по мене за тоа судење беше и токму квалификацијата. Дали требаше да биде терористичко загрозување на уставниот поредок, дали требаше да биде насилство во квалификуван облик, дали требаше да биде учество во толпа. Рака на срце и за дел од учесниците и требаше да биде терористичко загрозување на уставниот поредок, например оние што влагаа во фантомки, што става импровизирани експлозивни направи, но по некое чудо и никогаш не се откри намерно или ненамерно кој ги организира овие луѓе, иако еден од оние кои што влегува во фантомка и заврши со најмала можна казна, и ништо од тоа се разбира дека не е случајно. Процес воден на сила, сите кои што сме правници, кои што сме практикувале право, знаеме дека е тоа така. 98, ако не се лажам, рочишта, и нашиот соговорник тоа ќе ни го прецизира подробно во текот на овој подкаст. 98 процеси во исклучително краток рок, со судење секој ден, со судење по цел ден, што јас барем верувам дека Европскиот суд за човекови права во Страсбург, пред кој што има неколку апликации, ќе утврди повреда на правото на правично судење, со повреда на правото на одбрана, бидејќи таков тип на маратонски судења од 10 сабајле до 10 на вечер ја стеснуваат можноста за реална и ефективна одбрана. Значи не е само одбраната да се појави во судница, туку истата треба да биде спремна, одморена и да има време да се подготви за наредното рочиште. И огромно задоволство ми е да во студио го представам мојот долгогодишен пријател, соборец, брат, Драган Пешевски, викан стари. Драган, добро дојде, фала ти што ја прифати поканата да бидеш дел од овој подкаст. Добро те најдов, Јанаки. Честитки за новата емисија. Дај Боже да ти се множат и емисиите и вака симпатични и паметни гости. Ти благодарам на убавите честитки, Драган. Сега вие се познаваме нели 25 години точно. На почетокот формално ги прашуваме сите, би ве прашал и вас дали ќе ви пречи да биеќе подкастот послободна форма на емисија, дали би ви пречило да го водиме разговорот на ти? Ja, апсолутно. Така и очекував. 27 април, ако не се лажам, беа 98 рочишта. Да, две рочишта помалку од стотка. За кој период? Но тоа не беа за период од 3 до 4 месеци, ако не се лажам. Малтене секој ден. Малтене секој ден судење, освен викендите. Тоа не беа судење, беа малтретирање, не е точно дека се од 10 до 10. Судењата често беа од 9 до полноќ, што секој нормален тешко го издржуваше. Стварно не можам да сватам сегашната председателка на Уставен суд од Каја Ногеше. Да, не е више председател судија во Уставен суд. Каја Ногеше, енергијата но беше исклучително свежа. Не сакам да алудирам на ништо. Судењето беше класична лакардија. Од тоа судење стекнав апсолутно многу пријатели кои што се уште скапуваат во затвори. Класичен политички процес, класично политичко прогонство и резултатот го гледаме сите, падна и првата жртва од еден од осудените од предметот. Мислам, една горчина ствари целиот процес кој ќе го гледаме, посебно по новата амнестија што ја дадоа, а и по претходната амнестија што ја дадоа. Двете амнестии беа уште законите да се донесеа буквално со име со презиме. Со име со презиме, кој треба да биде амнестиран, треба да биде овој од Вевчани, треба да биде оној амнестиран, треба да биде овој амнестиран срамотилаци. А другите луѓе не само што не ги амнестираа, и тоа не ги амнестира иако ги исполнува условите кои што беа предвидени во законот, туку ги употребија во 5
изборни процеси, ако не се лажам, за носење гласови и еве ги сега не знам дали ги спремаат за локални избори. За 6 изборен процес. Да. А убаво што го спомна првиот закон за амнестија кој што нели како што велиш уште со име и со презиме, тогаш се менуваше уставот, беа потребни Крстомуковски и уште пар други пратеници на кои што им се правеше притисок на таков начин. Меѓутоа малце неортодоксно да закон за амнестија едноставно се носи, тој важи за одредена таргет група, а таму ако добро се сеќавам, а ти бидејќи беше внатре во процесот и ќе ме коригираш ако грешам, дека таму беше оставено на судот или на советот да одлучува дали за одредено лице ќе важи. Кривичен совет при кривичен суд одлучуваше кој ќе добие амнестија, а обвинителството кој што ги гони дава сторители дава мислење и то што прилично неортодоксно. Знаеш што е лошо? Буквално како што беа дадени мислењата, така беа прифатени од кривичен совет. Тука треба да биде позитивно, тука треба да биде негативно. Судот се однесуваше, добро, не е прв пат тоа, како продолжена рака на обвинителство. А тоа е стандардна болка стара. Еве ќе ти кажем, имаше еклатантен пример, нели законот не се однесуваше на лица што носеле оружје во собрание. Так. Имавме лица кои што во сведочење каже ја носев пиштол во собрание. А да знам ама затоа што нема да го именам. Затоа што е полициски доушник. Еве му честитам слободата, но си побара амнестија и си доби. Горан Ангелов, кој што немаше никакво насилничко действие во собранието, не доби. Заради тоа што вика имал насилничко действие, кое е насилничкото действие, полицајец го фатил за раката, а он насилно се извлекол. Со други зборови требаше да биде задржан унатред затоа што беше интересна појава во тој период. Интересна појава, се голем поздрав до нели до Горан. Огромен поздрав до Горан. У моментов состојбата, еве ти кажам, му е страшна. Ја пред некој време објавив дека му се скршени 3 ребра, денеска беше на торакална хирургија. И дека преген не му е дозволен. 4 ребра. Му се скршени од кој едното му е... Што е тешка телесна повреда, па да? Тешка телесна, од кој едното му е 10 центима дислоцирано. Од местото... Тоа е опасно дека може му пробие внатрешен орган. Ја го приметив сега кога бевме на погребот викендов на Игор Јук, дека истиот буквално не можеше да стигне до местото каде што е закопот, не можеше да земе воздух. Од судот ќе се вразумат и ќе му дозволат прекина човекот да се лекува. Од судот го одбија. Сега се надеваме на управата за извршување санкции. За извршување санкции, да таму пуштивме. И од таму тапшаат порамо, меѓутоа, знаеш што ми е поинтата? Не е тајна дека Горан Ангелов беше таргетиран да не добие амнестија и да добие драконска казна поради предводење нели на оние патриотски здруженија. Мисламе дека е тоа главната причина. Ако гледаме предметот, уште од сам старт, имаме обвинителство, нели, кој што е орган што треба да ги гони сторителите на кривични дела. Зима одреден правен... Кој што извини што те прекинувам, во тој момент го води жена која што ставена на таа функција како награда за учество во политички протести. Точно. Што не спојува за незината функција само по себе, ако трне. Не, самото обвинителство прави од еден настан во собрание, прави 5 различни правни квалификации, почнувајќи учество во толпа, насилство, не ми текна како беше третата. Само да се подела действијата, не е тоа. Па се иде на убиство, па и после големото финале, нели, терористичко загрозување на уставен поредок и буквално се ги сместува во секоја категорија како што сака. Тие што се подобни за таа категорија. Тие што сака да ги пушти одман из вода, ги става учество во толпа, а овие што беа патриотски здруженија ги става терористичко загрозување и пази, ги става во некаков си организиран криминал и сега после пресудава имаме организиран криминал, организатори на криминалот неаме. Луѓето значи искочи дека се само организира, влегува таму и одговараат за организиран криминал без организатор. А пази, се обиде тогаш, се обиде цела одбрана и да го истурка тој процес, да го бутне тој процес преку законов за амнестија да се бара, меѓутоа ете за нив не важеше, а за овие што се политички мокни факт. Важи, меѓутоа тоа е веројатно некоја стара болка, веројатно и групава што е внатре се уште во затвори покажа вака една висока доза на наивност, морам да бидам искрен. Така. И се со многу повеќе идеали од организаторија, меѓутоа состојбата е таа што е. Како што спомна, за жал првата жртва падна, односно почини, релативно млад човекот имаше 54 години. 53-4 години, тоа не е ништо. Мој пријател, стварно ми е се уште тешко, бев викендов на неговиот погреб, беа присутни еден куп луѓе, морам тука да кажам дека
оние кои што му ветуваа слобода и сето тоа воопшто не се појавија ни на неговиот закоп. Не го испочитуваа ни до толку. Може немаат образ да се појават. Па претпоставам дека нема образ и мислам дека не очекува баш гостопримливост ако се појават таму. Имено. Но еве првата жртва падна. Мислам дека е време било кој да се свести у држава и тука нешто да прекине. Таков апел имав јас по социјални мрежи, значи што се чека веројатно, зашто види 8 години прво не се малце да ги робиеш, тоа е прва работа, самите услови не се лесни. Втора работа подсвесно ти свесно и подсвесно да веруваш ти дека си направдено осуден, тоа е дополнителен стрес. Затоа што ако ми се точни информациите, Игор починал од срцев удар, без претходно да има никакви проблеми. Без никакви проблеми на прослава, значи масивен срцев удар, што е нормално, сега ние не сме лекари, ама не е тешко да се разбере од што е. Јас и ти бевме подносители на иницијатива за носење на законско решение за амнестија. Многу добро се сеќавам дека тогаш опозиционата, сега владеачка партија, ако добро се сеќаш првите 2 дена те го поддржуваше тене со пола уста и веќе кога доби на замав како поддршка од јавноста, дури тогаш влегоа со поддршка, у принцип реално за малку не успеавме затоа што го поддржаа 44 од ВМРО ДПМН, 2 на Левица, нели Димитар и Крмов. ВМРО Народна, еден пратеник. ВМРО Народна, чекај, дали беше на Павле Трајанов. И Павле Трајанов. Левица и Павле први мислам дека што го поддржаа. Левица и овој и Љупчо Ѓорѓиевски. Партијава на Љупчо Ѓорѓиевски беше прва која што го поддржа. А тоа не води до прашањето се дали од кукање нема фајде, како понатака. Што е да ни елаборираш малце што по тебе е чарето за другите. Дали брза амнестија, помилување од председателката која што патем во предизборна кампања тврдеше дека тоа ќе го направи, председател веќе колку време не го прави. Добро, и без нивно барање, мислам дека не е потребно нејзино барање, може и без нејзино барање, но нели е основ за повторување на постапката, јас сметам дека е како нов доказ да си оди Вилма Русковска јавно по емисии без никаков проблем. Прво кажува информации што се дел од истрага и што може и не треба да се кажат, но јавно оди и изборува дека е вршен директен политички притисок, само на така во една поубава обланда тоа го кажува, ми се јави Заев, чиниш и се јавил да праша како е. И дека се барало ваква квалификација таква. Тоа е само дозволи. Тоа е директен доказ дека е вршен политички притисок и треба да биде основ да се даде повторено судење. Во цело нејзино безобразие, она беше обвинител кој што беше задолжен за предметот. Кажа дека премиерот се јавил па барал ваква квалификација, онаква квалификација. Мислам, збориме буквално како пазарче. Пазар, да. У Горни Милановац или кај да беше. Горни Милановац беше, така. Да, Горни Милановац. Мислам тука правиме муабет за човечки судбини. Так. Правиме муабет за прогонети политички неподобни луѓе кои што го потрошија малтене пола живот, една деценија од животот во затвор. Основ за повторување според мене има, не знам дури зашто до сега не е поднесено повторување на постапката. Јас лично им дадов иницијатива на повеќе од затворените лица да поднесе. Ја апелирав, ама што чекале. Но нешто ги одвраќаше, дали не чека некаков си клик од некаква си политичка елита кога бил правиот погоден и прав момент за поднесување или не. Секогаш е правен погоден момент за слобода. Причекајте ова да се појави уште еден нов доказ. Прво, ако има политичка волја, сите знаеме дека да не се лажеме, не се лажеме дека ќе успее одма. Второ, имаме обвинител како што успеа усвојување како што успеа толкување за законот за амнестија за организатори. Прво ги одбија на прв степен, апелација. Политичка волја имаше, го направија. Сега тука мислам дека има општо прифатена волја за тие луѓе што побрзо да бидат, а имаме обвинител кој што кажува во подкаст, баш ќе кажам пак со цело безобразие, дека дури ја знае пресудата и предходно, односно како не? Односно они тоа е честа појава, не е само за тој предмет и случај. Се слушнала со судечкиот судија, што е недозволиво, фамозната кацарска, што е недозволиво затоа што колку што е обвинител странка во постапката, толку сум и ја странка во постапката. Сега она дознала пресуда пред време, ја како одбрана добив парична казна, така да ете го еднаквиот третман.
и Кацарски кажала, слушај, викне и служба новинари, тука ќе правиме шоу, казните ќе бидат огромни. Мислам, тоа ако не е доволно, и плюс јавувањето на За оркестрирана присуда. на тога е сега. 27 април како предмет. Не треба, остите ги обвините, ќе ги пуштиме, ама треба да отвори малце повеќе прашања. Треба да отвори За одговорност Извинам. мислиш? Треба да отвори Мислиш за одговорност? Каде е записникот за гласање на Метал Джефери? Се проба под закрилата на тие луѓе што влегува во собрание да се прикрие под перница, како е избран председател на собрание, како посем тоа е формирана влада и како посем тоа е дојдено до промена на име. И ако се види све тоа, И одговорност на самиот процес и начинот на кој што тука може да се потегнат многу правни прашања, а многу усвоени работи од тогаш до сега и договори и сето тоа многу време е поминато, таму е се застарено. Таму е се застарено, се тоа е малку оптимистички, малку оптимистичко сценарио, меѓутоа еве и да зборуваме за убаво што го спомна паричната казна што доби. Прв пат во историја, ја и ти работиме 5-16 години, 16-та тераме, значи прв пат во историја се случи да 50 на број бранители бидат буквално и шутирани од страна на именуваната судика, тогаш председател на Совет уставен судија, само заради тоа што барале посебни услови. Јас, иако не бев дел од бранителите тогаш на групава, жестоко реагирав по социјални мрежи, барав нашата комора за жал тогаш остана стерилна, имаше некоја таму бенигно соопштение, кисен мейкап, создадете услови. Права комора во тој момент требаше да повика на штрајк, на предупредувачки штрајк, дека нема да се судиме, едноставно не можете да судите без нас. Тогаш прв пат Кацарски измисли нешто што се вика заменски адвокат, нешто што не постои во ЗКП, дека ако јас не сакам да бидам адвокат или дека некој ќе ме замени против волјата на, имавме ситуација каде што заменски по службена должност. Нашите штетеници сме во судница, а стојат туку уште 20-30 адвокати за замена. За секој случај ако некој од нас искочи. Ако некој или ако откаже болно. Срамотилаци. А причината што беше за казнувањето? Инаку да довршам, направивте грешка таму, сите останати затоа што Павлина Зефик и сегашниот министер Панче Тошковски си покренаа на Уставен суд и си добија дека правото на слободно изразување им било наша грешка апсолутно. Што види и покрај тоа не беше пречка за да оди на председател, Уставен судија па председател. Што е, не постои поеклатантен пример дека начинот на кој што го водеше процесот и на сила водењата е незина награда да оди во Уставен суд. Значи тоа ти буквално дефиниција како власта и судството ти се едно те исто, односно кој што има у моментов у Македонија законодавната власт, нормално ја има извршната власт, нормално ја има и судската власт, гледаме се менја обвинител како сака. Прво, имаме Совет на јавни обвинители, јавниот обвинител за кој што и немам нека посебно мислење ќе биде сменет, супер. Супер и треба да биде сменет, но ајде да се разбереме. Од законодавната власт се избира јавниот обвинител на државата. Исто многу слично и со судиите и членовите на судски совет се бираат исто од самите суди се бираат од инстанци кои што не се судски. Ајде да не се лажеме дека тоа е притисок врз едното и врз другото. Форми на притисок секогаш постојат. Кај нас во Македонија треба да имаш тројна поделба на власта, законодавна, извршна и судска, а ти имаш партијата која што во моментот има мнозинство во собрание, ја има апсолутната власт во државата. Сите три власти се под нејзина команда. Нема збор дека е тоа така, сакам да се навртиш околу казнувањето. Тогаш правото причината беше ако не се лажам, што баравте да има каде да си во цркнувала премата во судница 1 во големата судница каде што најчесто се водат такви. Ајде вика добро ќе се преместиме во големата судница во стариот кривичен суд, што е прилично помала, рачунај дека во судница сме доле лево што беше. Рачунај дека сме околу 100 души. Така нешто. Во судница. Па и моце повеќе. Во моментов имаме испитување на сведок со скриен идентитет, кој што ни е круцијален за одбраната понатаму во предметот. Седнуваме на столчиња каде што нема каде да се буквално каде да се запишува и еден од бранителите вика слушајте, се однесува буквално на мојот, дајте ми каде да седнам и Кацарска му вика клечи запишувај. Ја да ти коленичам.
И тука нормално сите се налутивме во знак на солидарност и ја напуштивме судницата. Ако тоа е грешка на адвокатурата, не. Кацарска проба Не, да тоа е како баш како што треба да се однесува еден адвокат. проба да ја дисциплинира адвокатурата во државата. Така е. Делот доби подршка од делот тогашните адвокати, јас влегов во конфликт со двајца тогашни членови на управниот одбор кои што нешто знаеш како кажуваат типот вие сакате да одлагате, сам пази луѓе Одбраната сакала да го шиканира Ама не, судењето и да ги одлага Зашто да ги одлагам кој е у притвор човеков? Секој Да е на слобода. Секој ден имаме судење по 12 сати, што одлагаме. Ама да е на слобода па да го одлагам. Пази, опремата за 1 сат у другата судница проработа. Може да не Мене, врати. и не само тоа, судот е должен да ми создаде мене услови, не е тоа моја сакање или не сакање. Ајде, од комора имавме јавување, не е битно од кого, пуштете жалови кога готово завршено е тука од председателството се слушна. Ке ви ги А као колку ве казнија? 1000 евра па ги преполовија. Не казнија 1000, не ги преполовија и не се само Павлина Зефич и Нинослав. И Нинослав Јакимовски изнервиран од изречената казна, се ќе го поздравам, он баш му беше на југ бранител. Изнервиран од изречената казна, ние како што искачеме, он останува и така Сочно. едно 10 на минути сочно ја испопоздрави, на што му беше изречена казна од 4000 евра. Кај што после апелација му укина затоа што по закон не може да му изрече тогава каза да. Така да свака час за може, ама на второ казнување, не на прво. Види, знаеш што е проблемот со, например, Добрила Кацарска е лош пример за тоа како судија се продава на политиката, затоа што за волја на вистината сме се судели претходно кај незе, она е добар судија, значи со авторитет, квалитетен судија, све. Авторитетен судија. Меѓутоа на крајот на својата кариера се продаде на политиката и тоа за убава цена, затоа што уставен судија кој ќе ти избера додека трае 9 години мандатот, не е важно дали има 64 години, платите се таму. Ќе бидам малце безобразен, највисоки. Она не сакаше очигледно да стави заради валја немање, не сакање да иде во пензија, не сакаше да стави крај на својата кариера, а единствен начин беше да иде во уставен суд. И таа цена беше 211 години изречени затвор за кои што луѓето до ден денеска скапуваат. Кога се случуваше алал парите и алал кариерата во уставен. Кога се случуваше иницијативата за амнестија, како да добива, барем конкретно памтам за еден од осудените, са никого нема да именувам, меѓутоа како да добиваш инструкции да кажува не сакаме амнестија, сакаме повторено судење, кое што патем никогаш не дојде и гледаме уште не доаѓа. Сакаме правда, знаеш како? Демек ја имам уште 3 години ќе си ги излезеш. Сега види, ако си осуден на 10 години, да, имаш уште 2 ќе ги излезеш, ама ако си Митко Чавков и си осуден на 18 години, тоа од сега имаш уште 10 години и сега знаеш како не е пријатно. не е ни малку пријатно. Како понатаму? Евај и со тоа да го затвориме кругов за разговорот за 27 април. Што е по тебе најпаметно да се направи? Да се потегне нова иницијатива за амнестија, да се бара повторно судење? Ако државата да сакаше, имаше и... Океј, тоа е јасно, државата да сакаше ги извадеш. Не. Збориме можеше да ги амнестира, значи министерот за правда, тоа многу луѓе не го знаат, сам може да покрене иницијатива до председателот за кои лица би биле амнестирани. И закон ќе донесат на крајот на денот? Такво нешто не видовме. Закон никој не предложи, до сега закон за амнестија предложивме, мислам закон како што треба ли да поднесат предлог за повторување на постапка? Треба да поднесат. Јас сум во сега сум во почесна комуникација со сите нив и мислам дека за многу кратко ќе биде реалната констелација на односи, да видиме кои во оваа констелација на односи каде што организаторите се амнестирани, каде што човек починува, кој суд ќе има, каде што отворено по телевизија збори обвинителката дека си се договарала со судиката што е патем не дозволило, кој совет би одбил, значи протести ќе има реално ќе се собираат луѓе пред судот, са некако форма на притисок, меѓутоа како форма на подршка. Крај крајава обвинителство, еве ти го обвинителство отвори на нова постапка. А кај крајава и што има да изгубат? Викне Вилма на распит. Точно ли е ова што го збореше тука у подкаст? Не, на крајот на денот. Или правеше шоу, ако е точно, еве ти го записникот. Ама на крајот на денот и што има да изгубат дури да ги одбијат. Ме сваќаш што само ти кажам. Прво, немаат што да изгубат. Имаме ситуација со многу обвинети, еве поднесам ја барање за повторување на постапка. Важи за еден, важи за сите. Ме одбијат така. Ме одбијат и сега одеднашка друг
колега поднесува барање за повторување на постапката и него му го прифатат. Бенефиција кохезиром. Ако важи за еден, важи за сите. Односно, мокте на спојувањето, на здружувањето на поволни околности. Така да немаат што да изгубат и ја ти кажувам дека мислам дека во рок од 10 на ден тако барање, ако никој друг, ја ќе го поднесе. Јас те поддржувам. Ако сакаш и заедно. Јас те поддржувам максимално во таа идеја. Да придеме малку на твојата професија. Имам неколку пати зборено во јавноста дека у принцип нашиот професионален пат се одвиваше негде по иста линија, затоа што завршивме со исти испит, ако се сеќа, мислам, биди, пола правен факултет завршил со филозофија на право, Дури го чувавме неколку месеци. Ја го гледав, чекавме Мицајков да се пензионира, да, ја го гледав и индексот пред некое време, тоа беше 27 септември 2009 Добро. Па полагавме 28 декември 2011 правосуден и лиценците ги земавме 1 април 2012 година. Да, тоа кога ќе му даде 14 години, сега за брзо 14 години сме лиценцирани адвокати, што баш време лета. 13, извини, во право си. Со претходну адвокатура како да, во ред и како припадници, веќе ќе му даде 16. И јач, скоро по Што за тебе представува адвокатурата? Професија, начин на живот? Адвокатурата е племенита професија и апсолутно начин на живот. Кај нас, за жал, во државата е на многу лошо име. Па не е само кај нас. Стереотипи за адвокатура има и во странство. Стереотипи за адвокатура има кај нас, но кај нас има и навистина, по тоа што го видов во досегашната пракса, многу лоши примери. И наши колеги кои што си дозволиле многу лошо да играат со странките и во предметите. Пробувам, мислам дека и ти на иста линија сме тука, тоа мислење во јавноста со личен пример да го смениме, не само со личен пример, со јавни настапи, со кажување, со помагање на сиромашни странки, значи мислам ја и ти имаме и лјадници каде што сме помогнале на вакво. И ние сакаме да го представиме човечкото лице на адвокатурата. Адвокатурата и начин на живот. Јас не сум адвокат само кога ќе станам и кога идам на работа. Јас сум адвокат од кога ќе станам додека легнам. Јас сум адвокат во 3 сабајле, јас сум адвокат во 4 сабајле. Буквално работам 24 сати, да бидам искрен со тебе дека се потешко ми е да станувам во тие времиња. Порано и кејф ми било, интересно ми било, со Елан станував, но сега со годиниве малце и со 2 деца и со плюски лажа, вака сме вкупно 30-40 килограми плюс. Сигурно. 4 сати сум си легнал, таман ме фатило сладко, да треба у 7 да станам, деца градинка, школа. Уште некој ти звони, идеш до станица, пододека идеш до станица, пододека завршиш работа, се враќаш и после продолжуваш цел ден. Не сме више до толку, мислам, јас се осеќам млади, осеќаш се ти прилично млад, 39. Не, ја немам ни 38. Како немаш ни 38, што зборуваш? 30. Објективно чека, во јуни ќе правиш 39. Објективно делувам како 26-7 и тоа е успех. Па добро, сега не знам кога би се согласила публикава со тебе дека делуваш објективно како 26-7. Ајде пекарот стари кажинот, кај доаѓа со оглед на фактот да ти си половина година помлад од мене, а и јас сум релативно млад за генерацијата 85-6, бидејќи ти си 86-та јуни, а одиш со 85. Или тоа е обратно. Заборив од кај ми дојде прекарот стари, иначе у генерација кај што бевме и ти заедно уборив, ја бев убедливо најмал. Па затоа мислам дека на факултет се запишав со 17 години. Прекарот е од основно или од средно? Од основно. Веројатно и таму си бил меѓу најмали, па затоа те викале стари. И во основно во цела генерација исто бев најмал. Ти викам со 17 на факултет се запишав. Па не знам се дали беше да ме мрзи да 22 јуни претходно беа уписите. Ја кога се упишав бев 17 на матура луѓе доаѓаа со коли. Мене мора да ме носат. Веруваш ли у легализација на канабис? Поддржуваш ли легализација на канабис? Поддржувам апсолутно легализација на канабис, мислам. Во медицински или во рекреативни цели? Во секакви цели. И во медицински и во рекреативни, мислам гледаме више 21 век и тоа не знам више која година, четвртина од 21 век помина, гледаме секакви бенефити од марихуаната, не видовме
ништо што би можело да биде штетна околност, така да више стварно не знам што се прави. Ние сме единствената држава, мислам срамотилаци, каде што човек одговара од 3 до 10 години за 5 грама 6-7 треба да. за све што е над 5 грами од 3 до 10 години затвор, а за кражба на од 20 милиони евра на буџет се одговара од 3 месеци до 3 години. И сега ме прашуваш за легализација, мислам дај види го општество какво ние луѓе се замараат по цел ден без парица секаква. Нека се опуштат со еден џоинт слободно, така да мислам дека тоа треба да се направи побрзо. Зашто е социјално прифатливо да доеш дома од работа и со ручек да испиеш 2 раки, а не мислам социјално која е разликата, некоја крупна разлика и не изгледа. Меѓутоа ова што го спомна баш вака како 5 грама, сега нормално јас знам, меѓутоа еве чисто за јавноста, од каде доаѓа тоа дека за 5 грама канабис се нели е се одговара, нели е тоа еклатантен пример? Не, во ред, нели е еклатантен пример, тоа доаѓа од упатство на нели републичко обвинител кој што од 2009-та. Судиме не по закон, судиме по упатство. И сите суди глумат дека не судат по глумат дека не судат по упатство. Упатството го зимаат како по сила на 5 грама канабис се продажба 4,9 не е, што е своевиден нонсенс. Меѓутоа состојбата е таа. Јас доста сум пропонент на тоа и е ноторен факт мене, ако ме прашаш нормално, ако прашаш некој обвинител или судија нема да ќе онегира тоа. Меѓутоа се согласуваш ли со мене, а претпоставувам дека се согласуваш дека е мимо тоа што е во законот ноторно привилегиран во постапката јавниот обвинител, генерално како кривичар важиш, со тоа најмногу се бавиш, сакам тој Далмација да ми го прокоментира, значи еднаквост на странки, привилегираност на обвинител, можеби на бранител, односно на адвокат. Не постои еднаквост на странки, значи тоа еднаквост на оружјата е само една флоскула што се употребува као за да се осеќаат оние што ги носат буквално како овци на клање у судница за да се осеќаат дека имаат некакви права. Такво нешто не постои. Конкретно случаите за дрога, мислам, уште пак ќе ми кажат обвинители, знаеш, казнената политика е многу блага. Многу ниска, да. Да, многу е ниска, супер, ама ти у кој случај докаже продажбата, објасни. Условната е во принцип некое компромисно решение. Компромис затоа што продажба никош не се докажува. Зашто да не се 35 грама лична употреба? А дека имаме еднакви права, немаме, дури мислам дека главен во судницата, судот повеќе и не е, мислам дека главен во судницата е јавниот обвинител. Судот е тој што само одредува висина на санкција. Каде те тужи, каде те суди. Каде те суди, мислам се гледа, па уште дури во колку пати нема да именувам никого, но судијата го праша обвинител, може ли да не сум така? Дали ќе се жалите? Немој да се жалите. Дали ќе се жалите, да, тоа е често. Види. Така да еднаквост прво немаме странки, имаме една странка, имаме еден што изрекува, а ние сме таму за да ги многу често истакнеме олеснителните околности што стојат на страната на обвинетите. Не види, меѓутоа процентот на знаеш како сега, ама не е тоа секогаш така. Тоа не е секогаш така. Ово збориме сега за обичните смртници. Кога гледаме политичката каста, тоа ќе ти кажам, како одговара у судови, тука гледаме огромен процент. Вака имаме 98 на успешност на жалби. 98,2% осудителни пресуди. А таму збориме со оконченост на постапка, не збориме само до жалба, до крај на постапката. А тука гледаме 95% ослободителни пресуди. Види, нема жалба што не им ја усвои Скопска апелација, тоа е факт. 95% ослободителни пресуди. Едини муж што се излежа затворска казна беше Гордана Јанкуловска, да. Да, види, за тоа респект, меѓутоа у принцип, да, во последниве барем ние едно 10 години минимум нема жалба во 95% на обвинетиве кои што се политичари или не знам олигарци кои што не им е усвоена, што е незамислив процент за тогаш посебно се обраќа внимание на како се сторени суштинствени повреди во текот на постапката за разлика од другите. У принцип нејасна и неразбирлива пресуда најлесна за неподобно испитување и се тоа. Контрадикторна само на себе. Се гледа ли Драган Пешевски во политиката во иднина? Не. Ова категорично не или? Категорично во овој период воопшто не размислам. Да ти одговорам за тоа. Ама не, ништо што пред емисија. Не те прашам. Апсолутно сега за сега не се гледам во политика, сметам дека значи оставаш простор да во иднина можеби се гледаш. Најдобриот придонес кон општеството можам да го дадам во професијата во која што. Но оставаш простор дека во иднина може, зашто велиш сега за сега. Можеби.
Може. Затоа што јас Не, имам не најавувам апсолутно ништо. нешто за локалниве избори. Ништо. Јас имам некои Такво нешто информации. не постои. Тоа е спекулација. Затоа идеме на више на ти Љупче расположени едно утро во неговото радио, кикири, Ама не. председател на овој градоначалник на аеродrom. Жити. Јас се уште Жити тврдам и мислам дека тоа ќе биде така, дека ќе бидеш кандидат на ПП Левица на барем ја така мислам, или еве на одредена политичка партија за градоначалник на аеродром и ја максимално би те поддржал, би агитирал за тебе, иако не сум нели љубител на политичари, но ти си ми пријател 25 години. И ти тоа го негираш категорично, затоа што ние го почнавме како за африканци, ама некако сумнив си ми дека. Не. Сомнителен си ми дека Ти кажам дека апсолутно го негирам. Ако случајно сменам, прво тебе ќе те известам, а сега мене ме интересира во обратен смер. Дали ти се гледаш во иднина во политика? Дали јас се гледам во политика? Сега за сега не. Да ти одговорам и јас со истиот нарав, со тоа што ме прашаш дали би бил кандидат на политичка партија Левица за општо дали се гледаш во политика? Во блиска иднина дефинитивно не, никогаш не вели никогаш. Со тоа што не би бил дел од постоечкиве политички партии, така, значи ако се прави некој нов субјект од нула, во тој случај би се нафатил и некој, еве ти кажам на отворено како дел од у првиот дел супер ми го ископира одговорот. Па нормално. Не можеш мене сега да ме реметиш, да ме реметиш. Во ред, дали можеби не те прашавме нешто што сакаше да ни кажеш, да порачаш? Све си порачам, све е супер, мислам дека имавме опуштено. Сосема за крај. Уште еднаш каде им давам подршка на дечкиве 27 април, им ветувам како што се залагав до сега, така и понатаму ќе продолжам. Гледам дека се помалце од присутните адвокати во предметот го прават тоа нешто. Мислам дека изгубија снага уште пред неколку години, но па дел од нив си пензионирани, ако не нека не се секираат дечките, уште има некој кој што стои позади нив. И последно прашање до мене е кога планираш да ми се разложиш кафеа? Тоа и јавноста интересира. Доставивме актуални по социјалните мрежи. Интересира долго време да расчистиме дилемата. Таа една кафана што ти одолжев заради изгубена кладба, се знаеме зашто. Ама не, тоа во Србија не се смета, ти кажавме, значи до сега по лични бројања вака што се ги направив, ја имам раздужена околу 4 пати, од кој еднашка во Србија, последниот ден добив Србија тоа не се важи, нема юрисдикција. Има тука да ми раздужиш кафана. Да, па ти раздужив и тука. Ама како што ти ветив и тогаш еве уште еднашка, мене до кафана не ми дошло. Да, добро, за кафани да. Ќе те буквално ќе те наранам со лопата за да немаш да дишеш. За да прекинеш да бараш. Да. Баш ти фала за одвоеното време. Вие следевте основано со мнение со Јанаки и Драган Старипешевски секој вторник на YouTube каналот на А1.